Семејното насилство останува еден од најсериозните општествени проблеми во Македонија. Иако се повеќе жени се охрабруваат да го пријават насилството, институциите и граѓанските организации предупредуваат дека голем број случаи и понатаму остануваат непријавени поради страв, економска зависност или недоверба во системот. Психичкото, физичкото, сексуалното и економското насилство се најчестите форми со кои се соочуваат жртвите. Експертите велат дека насилството најчесто не започнува со физички напади, туку со контрола, навреди, закани и изолација. Многу е интересно да почнеме да гледаме темата на семејно насилство, која со години наназад ја гледавме единствено низ фокусот како да ги охрабриме и како да ги зајакнеме жените или зошто жените не пријавуваат во нашата држава на Балканот, па и глобално. Интересно е дека во современите социолошки истражувања и општествени научници се повеќе го префрлаат фокусот од жртвата кон насилникот и кон институционалната поддршка. Па така, интересно би било да престанеме да ги прашуваме жените зошто останале, зошто не пријавиле навремено, зошто не препознале, и да го ставиме фокусот кон насилниците, кои ќе ги повикаме на одговорност, кон државните институции, кои ќе ги повикаме на ефикасност, и пред се ќе ги повикаме на превенција, да научат да препознаваат семејно насилство, да научат да препознаваат високи ризици на случаи на семејно насилство, да прашаме што прават и како, на кој начин постапуваат за да ги заштитат жртвата и во најголем број случаи децата кои се директно и индиректно инволвирани во случаите на семејно насилство. Па така би го намалиле просторот кој, имајќи го фокусот кон жртвата, им го оставаме отворен простор за насилниците да продолжат да го прават насилството. Во последните години институциите работат на унапредување на системот за заштита на жртвите. Полицијата, центрите за социјална работа, здравствените установи и граѓанските организации имаат обврска да постапуваат координирано и навремено. Законот овозможува изрекување итни мерки за заштита, отстранување на насилникот од домот во предвидени случаи, како и обезбедување психолошка, правна и социјална поддршка за жртвите. Ова, според мене и според многу глобални истражувања, е епистемолошко насилство, епистемолошка неправда, во суштина непостапување, не само непостапување во случаите на семејно насилство, туку дополнително ревиктимизирање на жртвите. Дали се плашат, дали постои страв? Апсолутно постои, но самиот страв според мене не е проблем. Стравот е реален производ на непостапувањето и на незголемувањето на заштитата кон оние жени кои во моментот искусуваат било каков вид на семејно и посебно родово базирано насилство. Борбата против семејно насилство не е само обврска на институциите, туку и на целото општество. Навременото препознавање на насилството и пријавувањето може да спречат потешки последици и да спасат човечки животи. Првиот чекор кон намалување на притисокот на самите жртви да бидат храбри, треба да биде подкрепен со оној чекор, наместо да ја зајакнуваме жртвата, да ја градиме силни институции и држава која ќе може да одговори на самите пријави. Па тука би било интересно да пробаме да размислуваме во насока, да не броиме само колку институциите пријави примиле во изминатите години, туку да навлеземе подлабоко и да видиме дали постапиле по тие пријави, на кој начин ја заштитиле жртвата, да градиме институционална соработка, за да можеме на оние жени кои пријавуваат, што беше реален проблем во нашето општество и сметам дека се уште е, да им понудиме соодветни решенија, за да немаме трагични исходи какви што имавме досега. Овде мислам на фемицидите. Вие видите колку од фемицидите кои во изминатите години се случуваат и во нашата земја и глобално, се претходно пријавувани во полиција. Зошто насилниците не се санкционирани? Зошто постојано жените да ги охрабруваме да пријавуваат, но што со тоа? Дали насилниците конечно ќе бидат санкционирани и дали институциите конечно ќе понудат сервиси за транзиција од улогата на жртва кон еден слободен и нормален живот,
При тоа нудејќи поддршка на жртвата и на децата кои најчесто одат заедно со жртвата. Фокусот и лупата ја пренесуваме од тоа да ја зајакнуваме жртвата и да ја мобилизираме и да охрабруваме да врти и да пријавува, кон тоа државните службеници и институциите да почнат да постапуваат соодветно. Па така, ако една жена не може да излезе од кругот на семејно насилство, а ние ја охрабриме да го пријавува исто тоа семејно насилство, кога ќе го пријави и кога ќе побара да биде згрижена, жената ќе биде згрижена заедно со своите деца, кои можеби се во школска, можеби предшколска возраст, во шелтер центар од затворен тип. Што тоа значи? Дека жената ќе биде ставена во некоја измислена институција од која не смее да телефонира, не смее да има пристап кон интернет, не смее да комуницира со светот надвор. Тука децата престануваат да одат на училишта, децата кои посетуваат предшколски установи не одат во градинка и цело време се затворени. А за тоа време, клучното прашање, што прави насилникот? Бара нова жртва и го продолжува системот на насилството. Затоа, од реактивност кон превенција би била мојата клучна порака кон нас како држава и кон она што конкретно мораме да направиме. Доколку сте жртва и да знаете некој што трпи семејно насилство, пријавите го случајот и побарете стручна помош. Насилството не е приватен семеен проблем, туку кривично дело и сериозно кршење на човековите права.